Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гостин во студиово е господинот Илија Даов, инструктор по йога во Одруженијето Сонце Сурија од Струмица. Господине Даов, добар ден и добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов. Секој ваше гостување е гостување со повод, така е и овој пат. Чина ми дека најубавиот повод го имаме сега. Се надам дека ќе се сложите со мене. Имено, неодамна се вративте од еден студиски престој во Индија. Со какви импресии се враќате од таму? Индија е многу контрадикторна земја со многу шареноликости. Земја на контрасти. Да. Може така да се каже, нели? Да. Прво, аплицирањето за школата за йога тренери траеше од мај минатата година. Од минатата година? Од минатата година, од мај аплицирав и на крајот на август добив одобрување и регистрационен број. И тоа е за веќе обучени тренери. Така. Школа за веќе обучени тренери, затоа што јас сум овде инструктор и тренер, но и јас од некаде црпам знаење, така да европските школи што ги поминав ми помогна за да го поминам успешно престојот во Индија. Така. Добро. Индија е земја која е, предпоставувам, сон на секој јогист. Така ли? Центарот на јогата, и главниот град на јогата, каде што бев јас, е Ришикеш. Иако имам повеќе јогиски центри, да кажеме во Бихар е печатница или штампаријата, главниот книжевен центар. Во Мисор е еден од принцовите или кралевите кои се уште помага за развојот на јогата, има бесплатна јога школа во Мисор. Спомнувате интересно е тоа што спомнувате градови за кои воопшто јас не сум чул. Тоа значи дека Индија сепак далечна и не толку позната за нас. За нас далеко е, да. Има, да кажеме, во овој период сега, кога не е толку топло, поатрактивни се јогиските центри на океанскиот брег, на брегот, или на делтата на реката Ганга. Многу е интересно што Ришикеш се наоѓа па во горниот дел на реката Ганга, уште каде што е продзирна водата. И околните извори околу Ришикеш се сметаат за свети извори, за светата река Ганга. На фотографиите што ќе ги гледаме во текот на емисијата, имаме неколку такви посети, затоа што 6 дена имавме како ќе биде тоа? Многу напорни тренинзи и настава, но во неделата имавме слободен ден и имаше организирано екскурзии. Значи максимално го користевте времето да ја запознаете Индија, да? Повеќето беше, целта беше за обука и тоа за мене беше многу така впечатливо, затоа што во периодот кога јас бев, немаше доволно кандидати за хата йога, тоа што ние практикуваме, но ме класираа, ме распоредија во винјаса школа. Така, што тоа значи? Тоа значи многу напорни тренинзи. Да кажеме, во хата йога е битно да останете во една позиција доволно долго, се додека ви е удобно. Он момент кога ќе ви стане непријатно, тука прекинува се, така или? Тоа искусниот тренер или знае, така. Да. Знае кога треба да престане асаната, да кажеме има одреден број дишења
во конечната положба, а во винјаса и во аштанга, како да работите кардио вежби, сте гледали на YouTube. Тоа е според мене, значи моje гледиште е дека е тоа штетно за телото. Затоа што ќе се препотите, ние викаме ќе останете на мала душа, а тоа не е целта на јогата. Така. На нашите часови се возобновува енергијата. И ние после секој час сме расположени, имаме многу енергија, дури некои од моите практикантки ги слушам како разговарат на крајот на часот и вика, сега имам за чистење целиот спрат, не знам што, пердиње, значи имат сила, има енергија, така. Имат многу енергија и така. Значи ли тоа дека јогата или начинот на кој вие ја практикувате јогата овде кај нас на Балканот во Европа се разликува од начинот на кој се практикува во Индија? Или постојат тие повеќе видови јога кои се разликуваат една од друга? Тоа и ми беше предизвик, бидејќи европските школи во кои јас сум посетувал, мислев дека негуват посебен стил или веќе извитоперен стил од основниот. Но и покрај школите сум посетувал многу семинари по 3, по 5 дена и по 7 дена, каде што сум имал прекрасни предавачи и сето тоа сублимирано знаење во Индија се работи, значи само за аштанга користат некакви слични називи на асаните, а асаните се тие. Така. Но ми беше предизвик, сакав да видам од изворот. Значи нема многу отстапки, така? Нема многу отстапки, но се работи многу по, за нас се вика професионално. Значи се работи како што треба. Така. И да ни кажете, освен вас, кој се беше таму, колку мина бевте, со колку луѓе се работи сето тоа, дали бевте од Европа, од повеќе земји, и какви беа професорите, оние тренерите по јога? Школата во која јас престојував се викаше Himalayan Yoga Association. И е релативно млада школа, но е формирана од многу стари учители. Значи, тие веќе биле некаде во други школи и во Ришикеш користат 4 објекти, од кои едниот е надвор од Ришикеш и е наречен Ашрам. Ашрам е, во слободен превод, е нешто како манастир. И бидејќи јас бев најстар од кандидатите, директорот ме праша каде сакам. Каде што ме примија и каде што ја поднесов регистрацијата, ми се допадна, но сепак ме однесоа и до Ашрам од 16 километри надвор од Ришикеш. И според мене тоа е во прашума, да, во прашума, и е реката Ганга на 10 метри од кампот, од Ашрамот. И јас уште пред да стигнам, му кажав, не сум јас за тука. Така? Да. Добро. Во секој случај, сигурно имате многу спомени од тоа ваше патување. Не ми одговоривте колку мина бевте и од кои земји? Бевме 17 кандидати, 4 од Европа, а другите од останатите делови од светот. Имаше од Уругвај, од Калифорнија. Така. Од Македонија само вие, од Северна Македонија само вие, така? Од Република Македонија само јас, од Шпанија имаше
Сесилија една, од Ирска еден и од Шведска една. Добро. Интересно, немаше јазични бариери, во Индија се зборува англискиот јазик, како поранешна колонија на Обединетото кралство, така? Да. Иако имаше комични ситуации каде што тие зборуваат на многу тврд дијалект, и овие од англиско говорно подрачје понекогаш ме прашува а што кажува сега, затоа што one of them, тие не зборуваат one, него one. А тоа е сосема друго нешто. Така. Или кога нешто сакат да потврдат, right, не right, него white. И тоа е многу различно. Така е. И така да имаш и некои други случаи, но за нас е битно да имавме 7 предмети. Да. И едно од позначајните е прочистувањето на телото. Да. На кој начин се прочиствува телото? На повеќе начини. На повеќе начини. Затоа што прво се прочистува умот. Се извинувам. Умот се прочистува со молитви кои ние не ги разбираме. Молитвите се на санскрит, на староиндиски јазик. И постојано се повтараат. И толку се сконцентрираш на молитвата, да после 1 час работниот ден почнува во 10 до 5 наутро. Од 5 до 6 е прочиствањето на умот, после имаме прочистување на дишниот систем. Со нети пот и джала нети, со моите практиканти веќе тоа сме го работеле. Имаше и интересни начини со гумена цевка. Тоа го има и на YouTube, за нас е многу страно и непријатно, затоа што се става гумата во носот и се вади преку устата, така е. И напред-назад се чисти. Добро. Но сите тие се многу корисни за по периодот кога има вируси. Колку тие сознанија со и уште едно. Да, повелете. И прочистување на дигестивниот систем, се вика санг пракшалана. Се пие солена вода, концентрацијата ја одредува учителот за прочистување, и тоа се работи само на промена на времето. Како, например, сега имаме ние од пролет кон лето, треба да биде резка границата на температурната промена, или од есен кон зима. Учителот не предупреди дека ние како кој работел прв пат, значи здрави луѓе тоа не го работат. Само го работат луѓе со здравствени проблеми. Така. Колку тие сознанија, тие знаења со кои се стекнавте таму се применливи еве сега во Сонце Сурија? Ке ги пременувате или го користите тоа како свое знаење? Применувам и моите практиканти препознаваат. Целта, одредени практиканти доаѓаат за обликување на телото или да ја одржат кондицијата или линијата, но вистинската придобивка е да работи ендокриниот систем во полна парија. Да. Никој нема да чувствува здравствени проблеми ако ендокринологијата е во функција. Так. Ние со нашите усукувања и стегнувања го работиме токму тоа. Кој препознава, доаѓа и практикуваат. Но за сите останати кои се правдат дека немаат време или тоа одзема време, ми одзема сега зошто додам 2 пати неделно по 75 минути, немам време. Дали мислите дека ќе се одморите повеќе дома
пред телевизорот со дистанционото, далечинскиот, да. Така. Вред, она што ме интересира е со какви очекувања појдовте во Индија и со какви и колку тие очекувања беа оправдани кога се вративте? Да. Или тоа се две различни работи? Нескромно е, сепак имав некакви очекувања, затоа што сум навлезен во јогиската проблематика, но случките таму ги надмина моите очекувања, затоа што, еве, и од фотографиите кои ги приложив, ќе видите дека на усогласувањата, значи предметот се викаше alignments, на усогласувањата како се доаѓа до совршена асана, некои од нив кои се применливи за мојата напредна група, препознаваат, значи се уште има многу неоткриени работи за нашето јога Сонце Сурја, кои сега имам материјал за, да кажеме, подолг временски период. Така. Добро. Можеме вака да зборуваме надолго и на широко, претпоставувам, импресиите се големи. Обично човек кога оди надвор во нешто што дотогаш му било далечно и се враќа, го знам тоа чувство дека малку се зборовите со кои може нешто да се опише. Значи, треба да се биде таму за да се доживее тоа. Па сепак, како ја доживеавте Индија? Земја на контрасти, како што се сложивме на самиот почеток. Земја која во исто време е и многу сиромашна, но и една од најнапредните економии во светот. Дел од БРИК, нели? Бразил, Русија, Индија, Кина. Да. Имам пријатели кои работат, едниот во Мумбаи, во Индија, од Струмица, Георги се вика, тој именјак. А другиот е Блаже Ризанов, кој веќе 6 години има во Нью Дели компанија и во разговор со нив, затоа што јас одам на одредено време и не сакам изненадувања, прашав на што да обрнам внимание. И ми кажаа дека да внимавам ноќно време, да не се возам со такси, да не јадам било каде храна. И во апликацијата која јас ја пополнив од овде, се пријавив за европска храна. Имаше две варијанти, индиска и европска. Така, индиската презачината, предпоставувам. Кога стигнавме таму, немаше доволно кандидати за европска храна. И мора да јадат индиска. Сега како ќе си поминам, како ќе ја поднесам храната. Но уште првиот контакт со храната, толку компатибилно со мене, јас ја почитувам и нашата традиција, многу и тоа, многу повеќе од некои мои блиски пријатели, но сега применувам и некакви рецепти од таму што ги донесов, кои се базираат повеќе на, да кажеме, одредени семиња се донесени од нашиот познат крал Александар, и во нашето поднебје, да кажеме, вирее само една сорта папуда. Тоа е сорта на граб. Во Ришикеш имаше 5 сорти папуда. Некои други зеленчуци кои тука воопшто не виреат. Зачините беа прилагодени за странци. Така. Не беа многу јаки. Така да со храната си поминав многу добро. Во последните години, деценија, две, сепак се применуваат и кај нас одредени нешто од Индија, куркумата, да кажеме. Особено куркума, затоа што е антисептик. И во подрачјето, јас каде што бев во североисточна Индија, тоа е на 2 часа од Непал, не се толку големи, високи температурите. Но во јужните делови, каде што достигнува и до 50,
А особено во монсунските периоди кога по 2 месеци паѓа дожд, тоа е подлога за разни вируси и паразити, така да тие морат да се заштитуваат со зачини, нема друг начин. Така. Добро, се сретнавте ли со Блажа Ризанов таму? Не, овде се сретнавме. Инаку, еве, колку да знаете, Блажа Ризанов ми е и мој пријател. Ова е неговата најнова книга, нели? Или единствена, Белиот Орфеј. Има уште една. Така, има уште една, добро. Интересен дечко, правевме интересни разговори со него. Добро, Индија одели кон некаква, не знам, во некоја нагорна линија, во поглед, иако рековме нели дека напредна економија, една од највисоко растечките економии, каква е културата, како ја доживеавте културата на индијците? Стекнав мнение дека многу се грижат за себе, за својата хигиена и за менталното здравје. Но исто така, затоа што во школата каде што бев јас имаше и индијци, иако има многу други центри, тие сепак го почитуваат светскиот главен град на јогата, особено школата во која јас посетував. Стекнав мнение дека стануваат 1 час порано, значи ние станувавме 10 до 5, тие стануваат од 4 да си ги средат стапалата. Од 10 до 5 станувавте? Наутро, да. Така. Тие станува во 4 за да си ги средат стапалата, да се тушираат, да не знам друго што правеа. Така, за да бидат во 5 часот подготвени. Тоа е за нешто што се однесува кон себе. Но за околината, околу себе, јас имав премногу фотографии, но овде донесов само 50 и не може би 56, во кој може да видите дека водоводните цевки за водата која ја користат за домакинството не е за пиење. Цевките се над површината на земјата, затоа што премногу се гради брзо, нема веќе каде да копат. Цевките се од горната страна на улицата. И на аголот од улицата може да видите 20 на цевки како поминуваат. Во градот каде што бев јас е малку помал од Струмица, немаат ниту атмосферска, ниту отпадна канализација. Принцип на јами, така? Да. Во градот има многу верски храмови кои ги посетуваат, да кажеме, околните верниците од околината. Многу бројно население. Има 2 значајни моста, Рамџула и Лаксманџула. И тие се само за пешаци, за мотоциклисти и за крави. За возила. Кравото е свето животно, се знае. Кравото е свето животно и кравите може да ги видите на фотографиите, шетат и по центарот на Ришикеш. Да. Во секој случај се враќате богати за едно огромно искуство, кое ќе ви се најде во животот и во самото практикување на јогата овде со вашите членови во Сонце Сурија. Во моето CV сепак додадов уште 200 наставни часови од јога асоциацијата од Ришикеш, така да за сега ме држи импресијата. Не знам, може би во иднина, ако ме служи здравје, би сакал пак да одам. Добро, можеме, како што веќе реков, надолго и на широко, доколку имате нешто да додадете, повелете, доколку не, јас ви благодарам за гостувањето во емисија. Ви благодарам за поканата.